Злата жена и од змија е позла, чита Александар Станојков. Еден маж си имал една жена од змија полоша. Како црво што го јади дрвото, така таа го јадеше домаќино. Ама Арно нешто ќе речел, таа Арното лошо го праела. Што ќе донесел за јадење, али друго нешто што требало за вкуќи, таа ништо не бендисувала. Секи ден кавги праела до кособој. Не само мажот имал мака од неа, ами и комши и од целото мало. Сите вика да види Господ таа лоша жена. Прописка и мало и големо. Тоа нешто сиромајо маж го гледаше и толкова мака што му идеше, што да си земи капата в раце и да бега до крај земја, да така да куртулиса од неа. Од сите дни кавгите и ѓурултиите што и праеше жената со мажо, еден ден толку што го запашкала маже, што не можеше друго да стори, отколку да си земи очите в раце и да бега до кај што му гледаат очите. Не беше доста што се кара со мажа за права Бога, ами и од која се стемни, не папсала да вика што идело од уста. На нејзината лошотија, од камен срце да имаше човек, и пак не ке можеше да и дотраи, а не од месо што го имаше сиромајо маж да може да дотраи. Поминал ноќта црно и темно, и тамам се обзори, си зеде очите в раце и ја спрашти за да не се врати веќе назад. Оде и дошол до среде планина, та за пакос, али за късмет да го речиш, нашол еден бунар многу блавок и од која го назрел, си рекол, еве куртулија за мене, овде да се врлам и од жената да куртулисам. Така велејќи, се приготви да се врлат во бунаро и на часу му дошла една друга мисла за да не се врла, чунки пуста човечка живот е мила. Ти ќе си рекол, зошто сум будала да се врлам јас во бунаро, да ја оставам проклетата жена да живее и да мачи друг маж како што ме мачи мене. Ја чека јас да ја излажам и да ја донесам овде, да не да ја врлам во бунарот и јас да куртулисам и да не мачи веќе друг маж како што ме мачи мене. Така пресапувајќи си мажо, се вратил назад и е рекол на жена си, знаеш жено што късмет сум нашол? Сум ти нашол една дупка во планина со илјадници гулави, бели како елек и као што и милуваш ти. Ај, ако сакаш да појдиме и да си наваќаме некоја вреќа и да си донесеме дома едни да колиме и да јадиме, други да си запатиме и да си имаме за се едно да си колиме. Се излага проклетата жена, чунки дотоа е бил аџало искончанието, та си отишла со мажа кај бунаро. Таман приближиле кај дупката и е натерал жената си да ја вати со обете раце унечката, да ја држи приготвена, за која ќе дојди до бунаро да го поклопи за да не избегаат ѓоагулабите. И ја научил да оди малце подведене и полека, да демни за да не исетат гулабите и да избегаат, а пак тој одел зад неа и едно приближале до дупката од бунарот, ја грабнал за нозе и ја бувнал внатре. Проклета змија троглавете, за тебе тоа треба, тука кости да окапиш. Си тргна и си отишол дома до некаде радосен, арно ама радоста му трајала до некој саат. Чунки имаше 4-5 деца, да едно сакало папо, друго кака, треќото мака, четвртото му се спиело и друзи детински сакачки. Демо реалде. Од една голема белја куртулиса во друга поголема белја падна. Целата ноќ око на око не беше клал. Едно за децата, друго од мислата за жената што ја батарисал. Тамам се обзорило, зел неколку ортоми и отрчал кај бунарот во планината за да ја вади жената си ако ја најди жива, та да ја донеси дома да си гледа децата, чунки мажо деца не може да гледа. Отишол кај бунаро и изврзал ортомите, те и пропуштил во бунаро за да се вати жената му и да ја истигни. Потргал да види дали е ватена и му се видела ортомата тешка. Поверувал тога и тој треба да е таа што ја тегне со ортомата. Кога дошла до устината ортомата, назрел да ја види, да ја заплаши, да ја поучи, да не прави као што правела до тогај, па ќе ја пушти во бунарот. Арно ама, наместо жената си да ја види, што да види?
Една страшна змија колку една греда ватена за ортомата. Се уплашил сиромајо и стори пак да ја пушти во бунарот. Го позна змијата, оти сакал да ја пушти и почнала да му се моли. Аман, брате, не пуштај ме во бунаров, оти има натре една многу лоша жена, што од вчера до сега кај се борам со неа и одвај до сега сум се куртулисала од незините ногти. Извај ме надвор и да знаеш, оти ќе те обогатам со многу пари и чест. Од која ја изслушал мажот змијата, пак му се крена жолчката за жената си, што била полоша од змијата и ја изваил од бунарот. Благодарам те, пријателе, благодарам ти што ми го стори ова добро и ме куртулиса од таа проклета жена што сакаше да ме удаи. Слушај сега што ќе ти кажам. Еве, овде бунаров има азно небројано, ама изим не ти давам да влезиш во бунарот, чун ти е една проклета жена да не те удаи. Јас ќе те молам, ќе одам во градом вечер и ќе се навиткам на гуша на царја ќерка. И ти ќе дојдиш да му се навалиш на царот за да ме изваиш. Едно ќе ме погалиш и ќе ме помолиш да се одврзам од гушата од царја ќерка. Сопрво ти ќе се базариш и после ќе дојдиш да ме вадиш. По некое време јас ќе одам при Вилјан цар, да ќе му се навиткам на врата од сина му, чун ќе му го има минато на цареите, дека цар ме врлил во овој бунар што лежам толку години. Ај ми со здравје сега, пријателе, ти ој си дома, и јас ќе прошетам малце сега по оваа убава планина и гора зелена. Да вечер ќе му појдам при царо и ќе се навикам на врата од ќерка му. На тоа згора си отиде мажот дома и ја помина ноќта со мака, чун ќе многу му додеваа децата. Ама змијата беше и се навиткала на врата од ќерка му царо и утрото се чу по целиот град. Чул мажот и раскажал по светот и тој можел да ја извади змијата само ако му дај колку што сака пари. Од збор на збор, од уши в уши, на царов в уши. Едно чул царот и веднаш пратил да го викаат мажот. Отишол мажо и се пазарил со царот да му ја извади змијата. Се приближил до змијата, ја погали и се пуштила од вратото си. Отишла од кај тој цар, кај друг, да му се навитка на сина му од тој царе. Кога видел царо, оти ја одвиткал мажо змијата, од колку што му веа се пазариле, уште толку пари му даде и многу му се благодари. По некое време се расчуло по градот и кај Вилјан цар му се навиткала на сина му од тој цар една голема змија околу врато. Од секаде дошле еќими, бајарки, магесници кај царот за да му ја извади змијата, ама змијата од никого гајле немала. Од збор на збор, чули тој цар за мажот што му ја изваил змијата, за и сина му да му ја извади и го викнал. Па оди мажот да му ја вади змијата, ами лели таа му кажала веќе да не оди, ако оди, змијата ќе го јади, чун ти така му рекла. Сега се најде во небрано човеко. Да оди, змијата ќе го јади, да не оди, насила ќе го земи. Кај сила правина нема, сака неки, отиде. Кога се најде тамо, седе да мисли да крои како да прави да ја извади змијата. Мислејќи многу, му тектало како да направи и откоја се пазари со царот, ја пошол кај змијата со чевлите враце, со капата враце и се представил многу уплашен, ѓоа бега од некого и рекол: пријателко змијо, бегај да бегаме, оти проклетата жена излегла од бунар и те разбрала оти си овде, та ете, а кај иди да те дави, и тебе и мене чунки, јас сум те изваил од бунарот. Така велејќи човеко се ополил зад себе со ококорени очи како уплашен и трештил да бега и да вика што го грло течи. Бегај змијо, сестро, ти е ја проклетаа жена, бегај сестро змијо, ти е таа проклетата жена, бегај змијо, бегај да бегаме. Така викаше мажот и трчаше околу куќа како да го брка некој. Слушајќи тоа нешто змијата од мажо, го поверувала и се излагала, да се одвиткала од гушата и трештила да бега, кај му очи тамо му глава. Кога виде царот тоа добро од мажот, многу му се благодарил и го подарил со големи бакшиши, та го испратил.
Со таа змија куртулисал мажот од лошата жена и се обогатил едно чудо, да се преженил и си зел една друга домаќинка, како што рекол Господ.